Извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, на настанот AI Ascent организиран од Sequoia Capital, откри интересни податоци за тоа како различните генерации го користат ChatGPT. Постарите корисници го користат ChatGPT како замена за Google, барајќи информации и одговори на прашања. Луѓето во своите 20 и 30 години се обраќаат кон ChatGPT за животни совети и насоки. Студентите го користат ChatGPT како оперативен систем, вклучувајќи го во нивните секојдневни активности и учење. Алтман исто така спомена дека ChatGPT пишува голем дел од кодот на OpenAI, иако не даде конкретни бројки. Телескопот Джеймс Веб на НАСА успеа да сними неверојатни сцени од поларни светлини на Јупитер, посветли дури и од оние што се појавуваат на Земјата. Станува збор за редок и спектакуларен феномен, снимен на 25 декември 2023 година со инфрацрвена камера. Овие светлосни ефекти се резултат на судирот на високоенергетски честички од Вселената со атмосферските гасови на планетата. Поларните светлини се појавуваат околу магнетните полови и создаваат блескав танц на светлина. Јупитеровите аурори се значително посилни од оние на Земјата поради силното магнетно поле на планетата и вулканскиот месечин Ио, кој исфрла голем број на електризирани честички што дополнително го поттикнуваат овој ефект. Истражувањето беше водено од научникот Джонатан Николс од Универзитетот во Лестер, а резултатите се објавени во списанието Nature Communications. Снимките веќе предизвикаа интерес и во научната и во пошироката јавност.